Скандал го тресе основното училиште Страшо Пинџур во Карбинци. Наставничка која била уценувана на минатите избори од СДСМ дека мора да донесе пристапница и да обезбеди гласачи доколку сака да си го задржи работното место, сепак останала без работа. Стравувајќи дека ќе остане на улица, таа ги обезбедила списоците за вонредните избори во Штип во декември, за да на 1 септември годинава доби известување повеќе да не се јавува на работа. На нејзино место е примена соседката на градоначалникот, која пека и на листа на советници од СДСМ за предстојните избори. Како личност која што никогаш не бев партиски определена, од мене за изборите во Штип се бараше список на гласачи, на луѓе, од страна на директорот, зашто секако имам документирано и писмена форма, и слика, и се. Потоа, Колку гласачи ви бара? 10 на 15, колку можем толку. И тековно, во текот на денот, цел ден бев контактиран дали излегува, колку излегува, кој излегува и така. Веќе јануари месец од мене се побара членство во партија. Немав избор, морав да прифатам и прифатив. Како доказ не ги достави СМС пораките и преписките од Вибер комуникацијата помеѓу неа и директорот. Во папката која доставува до сите можни институции стојат документи, како и преписки од СМС пораките и Вибер комуникацијата. Димитрова ја раскажува својата 3-годишна голгота. Само последната година аплицирала на 3 огласи што ги распишало училиштето. Амбициозноста, желбата за работа, високиот просек и стручноста не биле доволни за незината работа се озакони. За неја реагирали и од Државниот трудов инспекторат, од каде што се изјасниле дека незината представка е основана, бидејќи примено е лице кое нема положено стручен испит. Огласот во месец мај, кога се јавив јас и низ за други кандидати, беше примен кандидат без положен приправнички испит, без искуство, неколку месечно искуство во нашето училиште. Јас од Државен инспекторат за труд добив одговор дека училиштето добило опомена, дека училиштето треба да се промени својата одлука и верували не или не, училиштето ја промени одлуката на многу интересен начин. Значи во рок од месец дена распиша нов оглас и истата личност си прими повторен оглас и освен таа личност уште 3 други. Значи 4 струко го прекрши документот и одговорот кој што јас го добив од инспекторатот за труд. Новаа наставничка воопшто не и пречело на собствен трошок да патува и над 30 на километри во еден правец само да ги подучува учениците во подплачковичките села. Во даден момент имала дури 36 часа. Предавала македонски јазик, природни науки, водела набавка на учебници, била администратор на училишната страна. Но наместо решение за работа, станала жртва на мобинг, психичка тортура, обструкции, па дури и на непристојни предлози. Имав обструкции, потешкоти во текот на последната учебна година цело време од колега во едно од подршните училишта. Постојано кога ќе влезев на час, тој ги пушташе учениците на доручек. Учениците не беа присутни првите 20 минути од мојот час. Зашто исто така имам документирани докази. За сега молк за скандалот што го тресе ово училиште. Директорот бил на боледување, па за случајот не сакаше да коментира. Што се однесува за партискиот притисок на наставничката и порача слободно да го тужи. И градоначалникот на Карбинци убеден дека постапката за вработување е кристално чиста, а одговорот за партиските списоци го премолчи. Папката на неправдата, како што ја нарекува самата Димитрова, ќе ја достави и до народниот правобранител.